Време е за оброкот на денот и веќе сме во нашата кујна. Најавивме и сосема соодветно во овој период да позборуваме малку за она кое што меѓу другото треба да биде и наш приоритет при секојдневното мени, а тоа е доволна конзумација на овошје и зеленчук и претежно она кое што е сезонско. Не треба да забораваме дека и на тој начин треба да го започнеме денот, а верувам дека многумина од нас се повеќе присутни на нашите убави пазари, каде што навистина во изобилие можеме да го најдеме и свежиот зеленчук и овошјето. Но и тука треба навистина мудро да одбираме и добро да ја правиме таа комбинација, но и никогаш да не заборавиме каков е всушност бенефитот од таа конзумација по првенствено нормално нашето здравје. А за да секогаш го правиме тоа правилно и барем да ги добиеме оние вистински совети и препораки тука во нашата кујна и во нашиот оброк на денот, така насловен дел од утринската, каде што секогаш имаме одлични продуктивни разговори со нутриционистите кои се навистина креативни и секогаш се со и нови совети, но и со нови рецепти. И велиме не измислуваме топла вода или не измислуваме ништо ново, но секогаш потсетуваме нешто што можеби е малку подзаборавено, а тоа како едноставно. Па еве денеска со нашата гостинка, нутриционистката Бојка Динава Јовановска, ќе потсетиме токму на таа пролетна освежителна овошна салата, која треба да ни биде малку почеста, веројатно во овие пролетни денови или во оваа сезона. Бојка, добро утро и добро ни дојде во утринската тема. Добро утро, Ивана. Фала ти што ме покани. Ми е темерак што неделата ќе ми почне со тебе и со вас со целата телевизија. Задоволството е обострано. Секогаш имаш по некој новитет, покрај рецептите се разбери она што е константно во твојата работа, па ние така денеска ќе го направиме тој баланс или она кое што велиме представување на рецептот, но истовремено и за тоа како се чувствуваме, што сакаме да промениме обично на пролет или во пресред на летото, па можеби и за многумина таа трансформација која што сакаат да доживеат. Точно, да, многу е битно сега пред летото, како и цела година, да се ставиме во еден одреден ред, за да си го постигнеме тоа што ние го сакаме, да биде нашето тело во таа форма која што ние сакаме, а да не сме гладни, да сме фит и убаво да изгледаме, секако да не одиме на ригорозни начини. Екстремата никогаш не е пожелна или посакувана, токму заради тоа што може да има и своји негативни последици, но за да биде тоа онака како што треба, затоа велиме дека исклучително е важно да се слушаат советите, па и да имаме консултација со нутриционист. И имаме тука да речеме едноставна комбинација на овошја, но затоа пак кога тоа се ќе се искомбинира и кога ќе се направи една овошна салата, веројатно е добро дојдено за енергија во денот или тоа што ни е потребно за стар. Како што каже, едноставна, но многу моќна и вкусна салата, значи многу моќни плодови. Денеска имаме јагодата, како во периодов е центар на целата наша држава, јаготката која што од најмали до најстарија сака. За жал само месец 30 на дена ја има, после тоа ја нема, после идат сливите и натаму друго нели овошје. Затоа и можеби една од најпосакуваните, вкусно овошје, а сепак краткотрено. Точно, сите нели јаболки јадем и веќе мислам дека ни досади на некој, мислам не досадува, но ете сакаме да смениме вкус. Така е, да. Меѓутоа се уште го има јаболкото, јаготката е онаа која што секој од нас треба да ја јаде, затоа што е нешто, може да почнам јас да си... Да, слободно, јас сум тука за помош. Значи едноставна салата која што секој може да ја направи. Спремно ми беше ова се, нели во интерес на времето. Ти благодариме за тоа, да. Јаготки, банани, сега од саба ги сескав, нормално дека ставив и лимунче за да ја задржи својата свежина, да. Затемнат, но ете пак малце затемната, ништо страшно. Да. Барем за бананата знаеме дека може да се конзумира и така. Точно. Иако нормално кога ќе правиме дома ваквата пролетна овошна салата, ќе ни биде бананата туку што излупена и посвежа. Но одлична комбинација е јагодата со бананата, често комбинација и за тоа овошно смути, кое што најчесто се прави. И веројатно тој вкус, но и она кое што го содржи бананата и јагодата се во една навистина добра корелација или комбинација. Да, како што нели сите ние сега сакаме јаготката со шеќер да си јадеме, еве варијанта која што може јаготката со бананата и да го добиеме тој убав благ вкус. Секако моментално во оваа чинија ставивме многу витамин С, ги ставивме многу повеќе минерали, растителни влакна, кои што ќе ни помогнат во редовно празнење на цревата, кои што ќе ни помогнат во внесување на доволна енергија што ни е потребна во нашиот ден,
растителни влакна премногу, нешто овошна салата кое што ќе ни помогне и во борба против ракот. Зашто кажам така? Зашто јагодата е едно од најбитните овошја кои што треба да ги внесуваме за да, поради тоа што содржи состојки кои што го спречуваат оксидативниот стрес и спречуваат да се шират клетките на ракот, без разлика дали е почетна фаза, подоцна фаза. Морам ова да го напоменам заради сите оние кои што се борат со тоа, јаготката да им биде во секојдневие. Единствено оние кои што имаат алергија треба да внимаваат со јаготката, но не е толку страшна, значи јаготката да име на прво место. Јаболкото исто така, значи секој овошје содржи се што ќе ни секој свежо овошје ни помага во борба против секоја болест, но јагодата потенцирам да се внесува редовно. А кога сме веќе кај јагодата, имаме и сега ние сезонска актуелна и навистина потребна. Добро е малку подетално да навлеземе во и да се потсетиме за тоа што содржи јагодата како таква. Од тоа што е познато е дека има доволна количина на витамин С, така? Да, многу повеќе од портокалот. Позната е како чистач на организмот, иако веројатно за тоа да се почувствува или да ги имаме резултатите треба да се внеси, како што ти спомена, малку поголема количина. Да, правилно, доктори во светот, од универзитетите кажуваат дека 8 до 9 јаготки се доволни во денот, за да се внесе доволната количина на витамини и на минерали, но и да јадеме повеќе, пошто сите, нели, како што кажа, пред да почнеме, твоите деца изеле полно, значи не е страшно, но сепак треба да се внимава и што е најбитно да се мие со вода пред да се конзумира, за да се прочистиме, за жал што се прска, нели, се што има сите тие пестициди да се исчисти, само да остои во вода 15-20 минути, доволно е. Некои со сода ја чисти, но доволно е вода и сето тоа ќе си падне во самата чинија каде што ја чистиме и може слободно да се јаде. Но сепак, како и со секој овошје, треба да се внимава да не се претера. Еве, тука и оревчиња имаме, оревчето само кажува и по изгледот дека е храна за мозокот. Исто така храна за срцето, значи ставаме и урмички, ако сакаш може да ги исчистиш за да се најдеш и ти во работа, нели нешто? Како и секогаш, да. Ставаме и брусница, колку само убави бои добива оваа салата и колку е привлечна, а едноставно ја правиме. Дополнително значи се оваа фруктозен шекер, здрави шекери кои што секој од нас може да ги јаде, дури оние кои што имаат проблем со дијабет, со шекер, заради тоа што имаат низок гликемиски индекс и во комбинација овошјето со јатките, може и чаша вода го намалува гликемискиот индекс, не дозволува да се вредностите да се кочуваат нагоре, затоа многу дијабетичари ќе прашаат дали ја смееме овошје, банана, секој смее, но правилна комбинација овошје, јатки и вода. Дополнително цимет, кој што го ставивме немалце во чашката. Да, и cimetот придонесува регулација на... И дефинитивно секој од нас може да го јаде. За дечињата може и малце цимече, ама и нема потреба. Во оваа салата може да се стави и метче, сируп од урми. Ако сака некој малку поблако, иако со бананата и урмата дополнително, веројатно доволно блажина се добива. Точно. И покрај што добивам витамин С од јаготката, највеќе дополнително и лимунче и нема да оксидираат овошјата и ќе добиеме убав шумек. А урмите може да ги ставиме за декор од страна. Да. Значи да нешто видиме дали кое ќе што бидат е... овие доволни, јас што ги исаков и ги Да, направив доволно на е. малку помали парчиња, за да може да се конзумира како што треба. Значи, убавина кој што еве сутринско кафенце, водичка и оваа салата, ова е еден цел оброк кој што наредни 2 до 3 часа нас ќе не држи во добра кондиција, во полно здравје. Може и да си го направиме сетова во вид на смути, со додавање на вода, но и вака некогаш е убаво да промениме нешто, а да ни биде вкусно. Ова е нашата салата и кога ќе го видиме ова како резултати, веројатно кога веќе ќе си го направиме, ќе биде и ќе се зголеми желбата така на кој начин да го конзумираме овошјето во текот на денот, но ќе ги искористиме уште овие неколку минути да позборуваме за она кое што најчесто е или заблуда или вистина, поточно како да ги разграничиме заблудите од вистините. Кога ги споменавме трансформациите и кога споменавме дека можеби голем дел од нас сакаат да направат некоја промена, дали ќе биде тоа намалување на килограмите, дали тоа може би сакаат некое редефинирање и со исхраната и со вежбањето, било кој на каков начин, што и да е тоа што го посакува, апсолутно е важно да тоа биде на здрав начин. И сега многумина може би токму за овошјето и за ваква комбинација на овошје и на волку, да речеме, природен шеќер,
ќе прашаат или верувам дека е тоа едно почесто прашање упатено кон тебе, колку тоа влијае на нивната килажа и на тоа кое што го внесуваат како калории или како шеќер во организмот, што е тоа што се препорачува и во однос на количината, дали за тие кои што сакаат да направат трансформација треба да се намали ова или треба да се избере соодветното овошје. Кои се советите во таа насока? Дали ти си слушнала дека некој се поправил, што да овошје? Јас лично не, што значи дека остате тоа некаква заблуда. Тоа е заблуда, затоа што никој од овоќе не се поправил, или јас ако изедам 5 банани во денот дека ќе се поправам. Не, ќе изедам 5 банани со неколку јатки, семки, не печени, не солени, морам да напоменам затоа што солта нас не дуе. Ќе пијам вода и јас со тие 5 банани ќе си симнам килограми затоа што ги јадам на гладен желудник, наутро во комбинација со вода немам проблем. Ни со качување калории немам проблем, ни со качување на шеќер, а онаму каде што има качување на шеќер, тогаш нема слабење. Меѓутоа, ние на овој начин во периодот од 3 наутро до 12 на пладне, периодот на елиминација. Тогаш е потребно да се внесуваат растителни влакна кои што ќе ни помогнат во регулирање на столица, симнување на килажа. Значи тоа е многу битно да се јаде наутро на гладен желудник. Секој оној кој што сака да биде фит, моментално за темата до лето, мора да јаде премногу свежа храна, да пие вода, да јаде свеж зеленчук. И најбитно е да не гладува. Со гладување ние качуваме килограми. Со редовно јадење, конзумирање на тоа што е потребно на секој 2 до 3 часа, ние ќе ослабеме. Имам членки кои што ти ги покажав претходно сликите. Слики доставени на твојот Facebook профил, така? Да, на мојот Facebook профил, и Instagram профил и на Facebook може да ги видат трансформациите. Значи едно е кога ќе види слика, друго е кога некој ќе ти каже нели како што било. За 3 до 4 месеци симнуваме и до 15-20 килограми, а јадеме све. Јадеме доручек, ужинка, ручек, некој ако има потреба и вечера. Значи не е страшно да вечераме, пак ќе симнам килограми, но најбитен е утринскиот дел, ако сакаме правилно и здраво да регулираме килограми, да слабееме. Значи редовно јадење, редовно конзумирање свежа храна, а редовно вежбање, морам да напоменам, и доаѓаме до точно правилен и здрав резултат. Ништо што се качувало со години, за еден месец ние не можеме да направиме вау трансформација. Можеме на разни други начини, но тоа не е здраво. Ќе ни ослабе крвта, ќе ни ослабе имунитетот. А за да имаме добар имунитет, да сме во фит форма, мора да внесуваме се тоа што го напоменав сега. Така и тоа веројатно сите се свесни дека е процес, колку и да сакаме да го забрзаме тој процес и да добиеме побрзи резултати, доволно начини или извори за едукација постоje за да знаеме дека тоа не иде туку така. Трпението е особено важно во тој процес, па и упорноста, и мотивацијата која што имаме, но и дисциплината. Мотивација може да немаме толку често, може да дисциплината, верба во себе. Секој од нас се бори, јас се борам со тоа да симнам 5-6 кила, кои што можеби не изгледаат дека требаат, но требаат. Треба упорност, вежба пред огледало, борба и едноставно да си замислам како јас ќе изгледам после 2-3 месеци, ако внимавам на тоа свешто. Што значи да си поставиме целта и тоа како и на кој начин е тоа што сакаме да го постигнеме. Во контекст на ова уште нешто важно, а тоа се грешките кои што така ако ги наречеме, кои што може да се направат кога сакаме да дојдеме до одредени резултати и на пример да правиме различни споредби или бараме начин и слушнеме дека недостатокот на еден оброк може да промени нешто. Еден оброк во денот само исто така може да промени нешто, што е апсолутно спротивно од ова кое што го спомена и не само ти, туку и другите нутриционисти, дека треба да имаме 5 оброци, 3 главни и 2 ужини кои што ни се распоределени во текот на ужинката е многу битна, околу 12-13 часот за да имаме, затоа што некој што јаде ужинка правилна и здрава, нема потреба навечер за да јаде храна. Оној кој што јаде наутро свежо овошје, нема потреба навечер за благо. Секако, на исто друго кој што треба да се внимава е да не се пие вода после ужинка, 1 час и после ручек 2 до 3 сати да не се пие вода, затоа што водата го стопира варењето на храната, ги разградува киселините и не дозволува телото да ја свари. Стопира и тука стојат 6, 7 до 8 сати, дури и повеќе храната останува и не може, затоа тука не можеме да симнеме килограми, ни паѓа притисок, ни се спие, си приметила која вода ќе пиеш после ручек, како ти е тешко. Значи мора да се внимава на внесување на вода. Време, така. Да, евентуално може чај после ужинка или чај после ручек, некоја убава супа,
доволно е, али да се внимава на водата и секако доцното јадење. После 20 часот доволно е чајче, некоја пуканка, пукана дома во тенџере, на здраво масло и тоа е тоа. Значи тие правила треба да се почитуваат за да ние успееме. Нема да сме гладни. 5 пати ќе јадам во денот, опасно е ако се гладува. Сега ќе јадам смути во 7 и после до 3 ништо и одма ручак. Тука е голема грешка. Значи редовно, распоредено оброци да имаме тоа што е дозволено. Затоа е и потребно стручно лице што ќе ни помогне за да стигнеме до тој резултат. Совети особено важни за оние кои што секогаш велат навечер ми се јаде повеќе, имам поголем апетит или повеќе сакам благо и на кој начин распоредот на тоа што го јадеме во денот е особено важен за тоа како ќе се чувствуваме и се разбира пред се треба да го чувствуваме она кое што ни го или да го разбереме јазикот на нашето тело, она кое што ни го говори, а при тоа и нели во комбинација со тоа што е важно и здраво да го практикуваме. Оваа пролетна освежителна овошна салата е апсолутно здрава и добар начин да се започне денот. Ние така ќе го започнеме овој ден или овој понеделник и јас верувам дека со менување на некои навики кои што не сметаме ни се толку добри, а треба да преминат кон здрави навики, ќе успееме да имаме и повеќе енергија и подобар изглед и што е најважно, добро здравје. Бојка, ти благодарам за гостувањето. Ти благодарам. Ти посакувам успех. Продолжи со оно кое што го правиш, се разбира и може да се забележи како резултат, а и го постираш на твојот профил, а ние во иднина ќе се видиме со нов рецепт. Имаме доволна инспирација, бидејќи ни следува убав период. Така и ти си инспирација сама по себе, сигурно здраво се храниш, мора да те пофалам. Благодарам, па покрај толку разговори со нутриционисти би било штета да не е така. Верувам така исто дека и за нашите гледачи и за сите минати наши разговори, секогаш достапни на нашата YouTube страна како еден релевантен избор на тоа што може да направите и како да уживате во вкусот. Се гледаме, Бојка, во некој следно издание. Се гледаме. Тука правиме една пауза со краток џингл и ќе се поврземе со нашата Марија.